Благодарам, председател. Читуван Велковски, воопшто за тоа да не се грижите, кога се работи за спортот, па и за вакви инстант решенија кои што ги нудите вие сега на неколку месеци пред избори, ние ќе ги гласаме и ќе ги поддржиме. И тука нема дискусија околу ова, но би сакал да реплицирам на неколку работи кои што ги истакнавте, со кои што апсолутно не се согласувам. Велите дека политиката со ова законско решение политиката е комплетно надвор од спортот, а сите знаеме дека со ова законско решение што вие го нудевте, прво 6 месеци немаше апсолутно никакво законско решение кое што беше во оптек и на кое што можеа да се повикаат и да го користат спортските работници и спортските школи. Второ, со ова законско решение се дава една рамка, во која што рамка постои комисија. Комисија, сега можеби комисијата брои повеќе членови, но спортските работници, спортските федерации, сите оние што има интерес за овие ваучери, знаат дека тројца луѓе одлучуваат за нив. И вие ги знаете тоа го знаат и луѓето што малце тесно се занимаваат со оваа работа и по-детално ги знаат информациите. Тоа се знае. 20 се представници од Агенцијата за млади и спорт, едниот е директор, другиот се извинувам на јавноста, но не знам што е, а тоа е според сите вака директни и индиректни информации главниот и едниот е во кабинетот на премиерот Зоран Заев. Тие се тројца што одлучуваат кој може да има ваучери, кој не може да има ваучери според некои си одредени критериуми. Зарем ова е помалце политичко отколку претходниот закон кога немаше апсолутно никаква комисија кој ги исполнуваше условите и кој сакаше да донира пари од сопствените средства од данокот на добивка, можеше да ги даде за развојот на спортот во спортските клубови и во спортските школи. Направете паралела, еве граѓаните, односно спортската јавност, нека направи паралела кога била повеќе политиката замешана, дали со претходното законско решение или со ова законско решение. Како што вие разговарате со спортските федерации, разговараме и ние. И нема спортска федерација, нема спортски работник кој што не кажал после година дена од имплементирањето, односно неимплементирањето на новото законско решение, популарно кажано ваучери, заклучокот на сите е дека старото законско решение беше далеку подобро и пофункционално отколку ова законско решение. И една добле за министерката нова за финансии која што во ред си призна, го спојава и кажа дека ова законско решение со прогресивниот данок не ги даде резултатите, ајде да се вратиме на старото. Добро е и вие, како парламентарно мнозинство и како владеачка партија, да си кажете и си признаете дека ова законско решение за спорт, што ние го нудевме, не ги даде очекуваните резултати, спортските работници не се задоволни и затоа дајте да се вратиме на старото законско решение, кое што старо законско решение не е идеално, но далеку е подобро од ова, да ги поправиме тука заеднички и со федерациите и со клубовите недостатоците и да го фатиме патот кон развој на спортот и реално финансирање на спортот. Јас уште еднаш ќе кажам, старото законско решение не е идеално, но е далеку подобро од ова законско решение со кое се предвидуваат овие фамозни, веќе да кажам, ваучери. Зошто фамозни? Затоа што, уште еднаш ќе повторам, целата македонска спортска јавност знае дека тројца луѓе определуваат кој може да добие ваучер, односно кој може да се финансира преку ваучер, кој не може. За ова, еве, разговарајте, не само вие, и останатите членови на комисијата, и тие не може да излезат, почитувани колеги, да излезете или да ја тргнете одговорноста од ваша страна. Ние сите на еден начин сме одговорни, како ние како опозиција, ако не укажеме нови работи, но уште повеќе вие како позиција, ако не ги прифатите, не ги проверете и врз основа на тие факти донесете ваши лични па и партиски решенија. Во однос на ова, самиот доказ дека после 30 на години, еве јас не памтам, можеби сум млад, можеби сум повозрасен, да, спортски работници, спортски клубови, спортски школи, спортисти да најавуваат штрајк. Тој штрајк беше најавен и само 3 дена пред одржување на тој штрајк почна една акција околу нови предлог законски решенија, сега го прошируваат фондот на пари, го зголемуваат,
па сега имаме проширување на комисијата, па предлози на федерации. Тоа знаете како, од шупливо во празно, од празно во шупливо, решенија заради решенија, крпење на недостатоци кои што сериозно ги има ова законско решение. Да штрajkуваат спортски работници во 21 век, мислам дека јас не можам да забележам таков пример и во обкружувањето, а камоли малце подалеку во западноевропскиот свет. Во однос на дали повеќе пари требало за фудбалот или за ракометот, дали се прави одредена дистинкција меѓу еден спорт, друг спорт, видете, јас пак ќе кажам и ќе повторам. Значи, тоа законско решение е старото. Не беше идеално, но беше многу подобро отколку ова законско решение. Не е тоа моја констатација. Тоа е констатација на спортските работници. А за волја на вистината, па фудбалот е поскап спорт од ракометот, тоа го знаеме сите. Тука да не се лажеме. Значи, апсолутно, кој да прашаме на улица да излеземе, човек што два пати гледал фудбал и ракомет, ќе ви каже дека има искуство дека фудбалот е поскап спорт од ракометот. Но тоа се работи. Тоа се ситници кои што можеше во една сериозна дебата да бидат разгледани и да се донесат заеднички решенија, консензуални решенија, позиција-опозиција. Спортисти се луѓе кои што имаат симпатии и кон десната политичка опција, и кон левата, и најголемот дел од нив пак се неопределени. Ние тука не работиме кога се работи за спортот, за образованието, за културата, за ние на политичка опција, работиме за доброто на тие кои што се занимаваат со оваа дејност благородна, јас би рекол, а ние сите како граѓани се радуваме и тагуваме на поразите и победите пред се на нашите спортисти. И уште една забелешка, велите, ние сакаме дебати, еве дебата, но при секоја малце поголема дебата или подолга дискусија, конкретно од колегата Стевананџија, реагирате на ова монолог и така натаму и така натаму. Ние бевме во претходниот состав парламентарци и знаеме како работеше оваа комисија за образование. Работеше по 10 до 15 сати дневно во одредени периоди. Ама тие периоди не беа мали периоди, тие беа по месец, два, три. Тука се луѓето од администрацијата што работат со години во оваа комисија и може да потврдат. Ние до раните утрински часови сме работеле во комисијата и сме дискутирале. И тоа на процедурално, на прва точка процедурално. И сега рековте, и тогаш ветивте, и не убедувавте, ќе го отвориме собранието, готово. Само што не се отворило. Тука ќе се дебатира, ќе се носат заклучоци консензуално, ако треба по сати, по денови, по месеци ќе дебатираме, ама ќе носиме консензуални решенија во интерес на граѓаните, еве конкретно во интерес на учесниците на оваа седница во спортот, спортските работници, федерациите и така натаму и така натаму. Така да нема потреба од никаква нервоза. Вие работите за спортот, велите, а немате, не знам, 3 спортски сали започнато, немате една отворена, веќе трета година сте власт. За 3 години се прави спортска сала, да се разбереме. Јас друго би кажал, ВМРО ДПМН и претходната власт, него сваќајте ова политички. Направи доста спортски објекти, спортски сали, останаат и спортски терени. Можеби некои останаа во фаза недовршени. Нема парно, нема соодветно одржување и така натаму. Наместо да се посветите, барем тоа да го санирате и тоа да го направите, тука сум самокритичен, вие се зафативте со работи кои што апсолутно не им носат ништо добро или решенија заради решенија за спортистите, еве да кажеме, или за младите генерации кои што се занимаваат со спорт. И тоа треба да си го признаете. Јас пак ќе кажам, Министерката за финансии си призна грешка, се врати на старото законско решение и тоа е добро. И тоа е добро. Добле се да се признаат грешки и да се фати правиот пат. И не е ништо страшно и грешно да се каже дека претходна политичка гарнитура или предходна била во право. Апсолутно не. Се што е во интерес на граѓаните и ние како опозиција ќе го поддржиме. Ние велиме, старото законско решение или стари законски решенија не били идеални, но биле добра основа да се доправат, допрецизираат и да можат оние засегнати страни од тие законски решенија да имаат некој бенефит. Па вие факултетот за физичка култура, зградата што се гради во рамките на ректоратот или во дворот на ректоратот, не ја градите. Еве погледнете, поминете од таму, нема еден работник што ја гради зградата на факултетот за физичка култура. Ама добро, може или не сакам да мислам дека сте неинформирани. Погледнете, поминете кај Мавровка на раскрсницата и видите таму се двата факултета. Едниот е Финки, едната зграда е зграда за факултетот за физичка култура, не се града. Какви беа пред 3 години, такви се сега. Ама имало ваква процедура, онаква процедура, не знам, јавниот тендер не бил како што треба, паднал. Не е во ред. Не е во ред и вие тоа добро го знаете. Јас тука ќе прекинам, што се однесува до МТВ.
Бев присутен на неколку седници на Комисијата за транспорт и врски и морам да признам, се сеќавам, а не беше тоа многу далеко, пред 2 или 3 месеци најдолго, на директорот на Агенцијата за аудио-визуелни услуги, кој истакна сериозни забелешки во однос на финансирањето на оваа агенција, апропо и финансирањето на МТВ. Сега кога ја укинавте радиодифузната такса, ние мислевме дека по дефолт и многу лесно, народски кажано мазно, ќе оди финансирањето на јавно дифузниот сервис. Но тоа така не било. Тоа така не било. Парите кои што требаат за тековни активности, а да не зборувам за некои нови активности на Македонската радиотелевизија и нова агенција, доаѓале многу покасно отколку што предвидува законскиот рок. И со сериозни ургенции, дури почитуваниот директор истакна дека, јас го почитувам и верувам дека ја зборува вистината, нема причина зошто не даде човекот сериозни аргументи во однос на тоа, дека со сериозни ургенции и внатрешни, а во одредени случаеви и надворешни преку одредени амбасади, тогаш доаѓала исплатата на парите кои што законски ги следува и оваа агенција соодветна и Македонската радиотелевизија. Како и да е, што и да е. Да Македонска радиотелевизија, како што кажа Стефан Анџиев, јас зборував за ова и пред година дена, не пренесува надпревар на македонска репрезентација, не било во кој спорт. Тука не правам никаква дистинкција. Тоа е веќе, јас би кажал, спортска, национална, сега трагедија, голем збор, но катастрофа сигурно. Тоа исто, како што вели господинот Стефан Анџиев, да играат Германија и Франција, а германците и французите да можат тој телевизиски пренос надпревар во фудбал да го гледаат на не знам, шпанска телевизија. Не е во ред. Не е во ред. Дури символиката е голема. Ние можеме, речи сите имаме кабелски телевизии или некои други оператори, но не е во ред на националниот сервис да не се пренесува еден таков спортски настан од важност, од сериозна важност за огромен дел од македонската популација. Така да еве, тука некаде би завршил и би дал еден предлог. Бидејќи македонскиот спорт, ако можам вака да го дефинирам со еден збор, е во предкомозна ситуација. Речи си не функционира ништо. 2 месеци доцнат надпреварите во втора лига ракомет, кошарка, одбојка. Токму поради неимплементирањето на овој спорт, знае господинот Рубин Земон, едно време беше спортист и тоа го почитувам и мислам дека сме на иста линија по однос на ова прашање. Имаше најавен и само 3 дена фалеа да се реализира тој спортски штрајк, популарно кажано. И редно време е да соодветните инстанции кои одлучуваат за спортот и за образованието во нашава држава дојдат на оваа комисија, поразговараме, издебатираме, не да дена ќе дебатираме, ќе отвориме сите прашања и ќе донесеме сериозни и издржани решенија во интерес и на спортистите, а еве ќе се надоврзам на колегиве во интерес и на наставниците, родителите, пред се учениците и студентите. Знам, вие сте сега во една еуфорична ситуација, зголемени се платите 10%, точно, да. Не беше во април, тоа беше сега во јануари ќе биде. Тоа е договорено уште пред 6-7 месеци. Од моментот кога ја донесовте минималната плата 12.500 денари и не го испочитувавте законот и не го испочитувавте колективниот договор, но за тоа некој ќе сноси одговорност. Некој исплаќал незаконски плати до сега, а да не зборувам кога сега ќе ја качите од декември или јануари минималната плата на 14.500 денари, па како тоа ќе објасните наставниците дека сега коефициентот помеѓу најниската плата и наставникот е 1,5. До сега беше 2,5. Некој на своја рака не го испочитувал колективниот договор, некој на своја рака носи договори и решенија кои што не се во интерес на наставниците, ги начекавте наставниците во една таква ситуација каква што се, и сега можете и со 10%, ама со непочитување на колективни договори за кои што наставниците ние и вие штрекувавме 2 месеци пред 10 на години и тогашната влада и тогашниот синдикат донесоа едно цврсто законско решение, кое што законско решение ги штитеше правата на вработените во образованието и во основно и во средно, во високо нема колективен договор. Сега тој акт, тој правен акт не постои веќе, готово. Значи, 1/3, речи се 1/3 од колективниот договор ги се однесува на платите и на доместоците во образованието. Таа 1/3 сега некој ја помножи со нула, тоа не важи.
Ако 1/3 од тој договор не важи, значи не важи целиот договор. Но таму има и одредени одредби кои што се облигаторни за правата на наставниците, кога тие може да бидат казнети, кога не може да бидат казнети, кога избркани од работа, кога не избркани од работа, што може да користат како бенефит, што не може, тоа не важи веќе, готово. Тоа треба да го објасните на наставниците. Дека во моментот колективен договор што ги штити интересите и правата на вработените во образование не постои. А за бројките ќе зборуваме кога ќе дојде тоа тема на дневен ред на оваа седница, мислам дека конечно ќе дојде и колку реално според закон, не според ништо друго. Според закон оваа година, минатата, оваа 2019 требаше да земаат наставниците, а колку земаат? Бројките се фрапантни. Ќе се изненадите, ќе се зачудите. А колку ќе треба од 1 јануари 2020 да земат? Не овие 10%. Законски колку треба да земат или Машки треба да излезе пред затворот на Сонки да каже колективниот договор јас лично го поништив. Готово, крај. Тој не постои. Не знам за тоа. Ви благодарам.